од моментов па натаму мислам дека ќе имаме поголем број на пресконференции, поголем број на округли тркалезни маси, поголем број на симпозиуми, консултации со правни експерти и соработка со други странски синдикални структури и организации, првенствено од Балканот, а понатаму и со експерти од оваа бранша кои се на ниво и на Европа. Впрочем, станува збор за проблем кој после распаѓањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од 1991 наваму, комплетното преструктурирање на општеството на Република Македонија на сите закони кои ги офаќаат во рамките на безбедносните структури се менува во поглед на подобрување на правата на сите оние кои ќе се огрешат од законот, што е добро. Имаме моменти со што можеме да се пофалиме како држава и тоа политичарите го прават, што ние го поздравуваме како граѓани преди се, а понатака и како вработени во полицијата, затоа што граѓанинот пред се во ова општество. Меѓутоа, не може оној што е граѓанин, не може оној што влегува во криминални води, не може оние што не ги почитуваат одлуките и наредбите на полициските службеници. Не може оние што ги вреѓаат и омаловжуваат полициските службеници дека извршуваат работни задачи. Не може се она што полицајецот ќе го побара како наредба за извршување на нивните службени задачи да биде основа за газење на достоинството на полицајецот. Не може тоа да биде иритирачки основ за оној што сака да се огреши со законот, да како со шумскиот полицаец во Ресен да се употреби трактор па да се прегрази преку целото тело на командирот на шумска полиција. Не може и нема да дозволи независниот синдикат на полицијата, како во случајот на 1 јануари, кај што полицискиот службеник побара легитимирање на алкохолизиран граѓанин кој имал 1,8 алкохол во себе, истиот тој да изврши напад на полицискиот службеник, а полицискиот службеник да биде суспендиран, и ние така да седим и да молчиме. И не може икс примери, значи сите вие од медиумите сте сведоци дека во изминатиот период од неколку години се случија невидени циркузи во делот на газење на достоинството и на угледот на полицискиот службеник, односно газење на угледот на Република Македонија и на се она што представува држава. Во последните неколку недели сме сведоци дека во рамките на Министерството за внатрешни работи, односно во владата и собранието, веќе се работи на големо за дополнителен механизам со кој ќе се врши на внатрешната контрола која веќе постои во рамките на Министерството за внатрешни работи, дополнителна контрола на полициските службеници, потек кој ние као независен синдикат го поздравуваме, и треба да има контрола на се она што се вика полициско работење во рамките на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, не може да се случи да нашите барања и нашите непрекинати барања кои ги доставуваме и ги праќаме по пат на електронска пошта и во писмена форма и доаѓаат до министри, односно веќе и до премиерот на владата на Република Македонија, да бидат бойкотирани. Времето полека се стоплува, завршува овој прв месец од 2018 година, ние на полициските службеници и на вработените во униформата им ветивме дека како ќе се зголемува бројот на членство, а тој веќе е при крај и со добивање на документ за репрезентативност и на полицијата. Свирчиња веќе подготвивме, свирчиња со кои излегуваме на улица. Ако може словенскиот синдикат да ги извади полициските службеници на улица, и од пред неколку дена да ја блокира Словенија и словенската граница од Италија преку Австрија, Унгарија и Италија, а се членка во Европска унија, тоа ќе го направи Република Македонија со независниот синдикат на полицијата, и јас ова го ветувам и го тврдам и го гарантирам на колона во која јас прв ќе застанам, кај што не може да продолжиме и понатака да бидеме неми практично посматрачи на се она што се случува во Република Македонија
од Струга, од Тетово, Кичево, Струмица и така натака, полицискиот службеник да биде газен, со тоа да биде згазен угледот на полицискиот службеник и на Република Македонија. Им пренесувам на сите овие министри каде што вчера и беше доставен документот, министерот за правда, министерот за земјоделство, министерот за внатрешни работи и премиерот на владата на Република Македонија, дека од овој момент натака бараме сериозно разгледување на документот кој е пратен, сериозно разгледување и отпочнување на се она што е процес на менување на законите со кои се офатени сите полициски службеници во Република Македонија, така да од овој момент натака топчето е кај нив, они се тие што треба, она што ние го бараме, да отпочнат со процес на менување и на спроведување. Дали бевте вие прашани за било кој од овие закони што се однесуваат на МВР и на полицијата, што сега се наоѓаат веќе во собраниска процедура и кои се вашите конкретни предлози што вие сметате дека треба да се вметне и дали според вас како синдикат има спорни точки или спорни одредби во тие закони? Зборувам за сите закони, за МВР, за полиција, меѓу другото и за следење на комуникациите и за новата оперативна техничка агенција. Како независен синдикат на полицијата бараме комплетен ремонт, не промена, комплетен ремонт на сите закони, затоа што веќе е дојдено преку глава на полициските службеници. Секојдневно сме прашувани, меѓутоа не од ниеден министер, туку секојдневно сме прашувани од граѓаните дали сме синдикат, иако сме синдикат да излеземе со вистински побарување за правата на работниците, ако глумиме синдикат, да ги земеме печатите и во Вардар да ги фрлиме, вода да ги носи. Така да, дојдено е ноша под грла и нашите конкретни барања се следни. Комплетно разгледување на сите закони, до кривичниот закон и целосно менување на сите членови од одредбите во кои се офатени законските практично можности да еден граѓанин кој ќе посегне по било кој полициски службеник да биде дотаму отиде на работата, да таа казна која во моментов е практично на хартија да биде уште поригорозна во однос на она што сега стои и пишува во било кој од законите. Сакате да кажете дека полицајците се доведени на ниво на граѓани од втор ред? На трет ред, не на втор ред, на последен ред. Значи, криминалецот кој ќе изврши било какво криминално дејание за кое нема судска одлука дека тоа он го сторил, има право на адвокат. Во моментот кога тоа ќе го направи, полицискиот службеник е оставен на милост и немилост. Полицискиот службеник е тој кој се мисли дали ќе биде приватно гонет и тужен, дали внатрешната контрола ќе му го докомплетира загорчувањето на животот затоа што направил евентуално некаков пропуст, или пак ќе се случи да после 3 или 4 години, кога ќе се освести некој од адвокатите и може да земе некој денар пари од граѓанинот, дополнително да го тормози, односно да го терети било кој од полициските службеници, а тој пример после 3 години или 4 години од било какво полициско дејание се наоѓа на сосема пета работна позиција. Рековте ќе излезете на улица, колку давате рок на владата да ги промени овие закони? Па јас генерално кажувам дека ќе излеземе, тоа е факт и сигурно. Кога би излезете? Па 1 мај. 1 мај. Молам? Бидејќи конкретно овие закони за 2 дена се на втора собраниска комисија на второ читање. Така е, на второ читање и затоа и ја свикувам ова пресконференција со порака до сите пратеници внимателно да ги разгледаат документите, текстот, материјалот, сите членови, се она што е врзано со материјал во она што е во законите. Така да, до 1 мај, доколку нема драстично помрднување на она што се вика сегашна состојба, ние на 1 мај ќе донесеме одлука како тоа ќе го реализираме во понатамошниот начин на функционирање на независниот синдикат на полицијата.